Кирил, добро вечер. Имаме случај на каснување од пајакот Црна вдовица во Велешко. Станува збор за еден од најотровните пајаци во светот, барем од моето лаичко знаење. Колку е навистина овој пајак опасен за луѓето во Македонија? Каде може да се најде, дали го има насекаде низ целата територија или сепак станува збор за одредени региони во државата каде што може да се најде? Значи, црната вдовица е вид кој има типично медитеранско распространување, ние го нарекуваме европски медитеранска црна вдовица, и тој природно се може да најде исклучиво на самиот драп на Медитеран, значи најмногу на бреговите на Средоземното море и вамо во Македонија се некаде неговите северни простори дистрибуција, северна дел на Македонија, Србија и така натаму. Значи ова е неговото природно живеалиште. Конкретно, црната вдовица е пајак што живее во поаридни, посуви региони и тој најчесто живее сокрен под карпи, под човечки градби, сувот зид и така натаму. Значи тоа е неговиот хабитат. Содржи во себе токсин кој е силен, но не е доволно силен да биде апсолутно смртен за себе што ќе биде случајно каснат. Значи во Европа просекот е за прека 2 до 2 случаеви од 1000 каснувања завршуваат со смртоносни последици и тоа секогаш се должи на некои претходни медицински проблеми, дали се срцева слабост, дали се бубрежна слабост, така натаму. Едно од работите што во Македонија уште во 2004 година е објавена една студија, една анализа околу тоа како треба да се третираат напади од пајаци од аспект од медицински аспект и се покажа дека со таа методичка употреба во Македонија многу успешно. Значи доколку пациентот пријави убот или каснување од пајак, таа терапија што е применува во Македонија релативно успешна. Овој пајак е забележан на територијата на Македонија во последните службено официјално последниве 30 години и тоа е со многу точкаста дистрибуција. Значи ги има само во овие посуви делови Македонија, значи Овче поле, Сландол, делови од Пелагонија, значи тие низински посуви делови од Македонија, Мариово и така натаму. Сега, за самиот пајак постои многу голема митологија, легенда, самото име звучи црно, страшно, црна вдовица, дека како ќе касне сигурно ќе ве убие, што не е така случајот. Значи постојат многу мал случаи документирани каснувања, значи тоа значи дека луѓе што биле каснати, приметиле и побарале случајна медицинска помош и при тоа тие биле заведени. Мора да потенцирам дека во Македонија ние немаме медицински установи кои се специализирани да третираат или да анализираат вакви случаи. Значи кога станува збор од токсиколошки аспект, може има некој повеќе внимание се обрнува на труење од печурки или од габи, дека тие се малку почести во Македонија, но за многу други случаи немаме доволно институционално искуство или доволно спремност да го оцениме. Прво како да препознаеме во природа, да речеме дека да, ете станува збор за еден од најотровните пајаци и дали воопшто има начин да се заштитиме во смисла дали станува збор за агресивен пајак или каснувањето на човек е од нужност и самоодбрана? Значи не постои во биологијата агресивност кај животните. Тоа е човечки аспект, не така гледаме дека агресивен, не агресивен. Како што кажав, овој вид на пајак има многу тесна дистрибуција, се среќа во многу специфични локации, треба многу работа се погодат ние да бидеме во контакт со тој пајак. Тоа е многу помало од што луѓето го замислуваат, тоа е помало од 1 сантиметар, има црна обоеност и абдоменот има црвена обоеност со црна мрежа преку него, така може лесно се препознае, но исто така во природа постојат многу други пајаци, од други семејства на пајаци кои имаат црвена колорација и затоа луѓето треба да добиваат уплав или да се преплашуваат што цветнат пајак. Значи во Македонија веќе има значен степен на арахнофобија, луѓето онака многу се плашат од пајаци. Сигурно ова нема да им биде некаква предност, но сакам да ги уверам дека во Македонија нема отровни тарантули, нема отровни змии, мамби, значи тоа се од филмови, тоа се во тропските предели, ние живееме во релативно безбедна животна средина, така треба да постојат случаи нормално, но постојат други видови на животни, домашни животни кои се статистички поопасни отколку пајаците. Благодарам многу за овој разговор. Добро.